Почитувани, ова е документ кој докажува дека Венко Филипче извршил уплата на аванс од 7 милиони и 800 илјади американски долари на фантом фирмата од Хонг Конг Стабри Интернешнл. Парите биле уплатени и се легнати на сметка на фантом фирмата, а овој документ е доказ за тоа. Не држат тезите на ДКСК, кои очигледно се ставаат во одбрана на Филипче дека не бил уплатен аванс, туку дадена гаранција. Банкарската гаранција е потврда од банка, со која се докажува дека одреден субјект има платежна моќ за да пристапи кон одреден договор. А ова што го направиле Венко и Филипче е чисто плаќање преку акредитив кој било реализирано на 15 февруари. Филипче уплатил аванс. Правичните документи кои излегоа покажаа дека вкупната сума за 200.000 вакцини се движела околу 12,5 милиони долари, што е цена од 62,5 долари по една вакцина. И тоа кога земјите од регионот и од светот ја купуваа истата вакцина за 30 долари, односно за двојно помалку од тоа. Каде требала да заврши разликата? Доволно е само да се погледнат цените на вакцините од регионот и лесно ќе се дојде до заклучокот дека Филипче требало да плати двојно повеќе. Филипче должи одговори и со што фантом фирмата од Хонг Конг го уверила дека е кредибилна фирма и може да изврши набавка, за наистата да ја уплати 7,8 милиони долари. Фирмата нема ниту интернет страница, ниту опис на интернет просторот со што се занимава, а Филипче на истата и префрлил 7 милиони и 800 илјади долари наши народни пари. Дали некој во владата размислувал за последиците кои можеле да се случат? И додека сето ова се случувало, додека милиони долари наши народни пари се префрлале од сметка на сметка, во Македонија починаа 5.000 луѓе. Илјадници од нив ќе беа спасени, доколку Филипче наместо по провизии трчаше по вакцини. Ви благодарам. Прашање? Благодарам.